виделната? Ќе дојде веројатно представа. Не знам. Каде ви е најблиско? Тоа е најгора техника. Ова е првиот тематски ден под мотото Здравјето и убавината во функција на современата жена. А сите заложби и насоки не водат кон создавање на традиција на овој настан. Денешниот ден означува еден нов пристап кон потребите на современата жена, што е резултат на долги анализи на агенцијата Марили и директорката господја Лидија Трифуновска. Имам чест и задоволство да ја отворам овој тематски ден Здравјето и убавината во функција на современата жена. Тој е всушност инспириран од еден проект кој што го работиме долги години, 19 години, од успешните жени менаџери, кои што на својот пат до успехот минуваат многу препреки, трошат многу енергија, успеваат некако да го ускладат својот професионален и својот семеен, приватен живот, но понекогаш се случуваат премногу оптеретувања, забораваме на нашето здравје, а забораваме и на тоа дека треба да бидеме негувани и убави. Изупренета е автором ова манифестација, која зборува за две важни работи за жената, тоа се за здравјето, а потоа и главата и убавината. Жената не може да биде убава, доколку не е здрава. Затоа, денеска како уводно предавање ќе биде предавањето за здравјето. Односно, она што најмногу нас не засега, а тоа се кардиоваскуларните и онколошките заболувања. Како да задржам вашето внимание со една тема за која што сметавме заедно со организаторот дека е така важна и за здравјето и за убавината и за самодовербата на една современа жена. Како за неја, за незиното семејство и за незиното потомство. Значи, работејќи 30 години како неонатолог, морам да кажам дека е вистинска привилегија да се биде на изворот на животот, тоест да се работи како неонатолог во породилиште. И токму заради тоа сакам со вас да ги споделам искуствата од аспект на тоа што е тоа што од денешна перспектива би требало да се направи за да се помогне на современата жена и мајка што поуспешно и што поефикасно да дојде. Учествува во одржување на бојата на влакното и го забавува процесот на побелување на косата. Биотинот додека пак учествува во процесот на кератинизација. Убавите ногти се цврсти, мазни и имаат заоблени краеви, еластични се, но надворешната грижа за ногтите не е доволна за тие постојано да изгледаат добро. Кршливи, набрчкани ногти, меки или суви ногти често пати укажуваат на тоа дека постои некаков дефицит на хранливи материи во организмот. Хемотерапијата и радиотерапијата како делуваат? Вековите статистите како и високоенергетските ионизиратски зраци делуваат на клетките со висока митоцка активност, како што се малигните клетки.
како делуваат на тој начин, што тие директно се уништуваат или се забавува нивниот метаболизам со гормоните размножување, со тоа значи се намалува неговиот раст и комплексно што може да се уништува. Несакани действија секако да природни и тоа се неоткупени. Да ви посакам убав ден и голема благодарност до агенцијата Марири, која што неубавно ги прати и постојано нашата работа и нашиот напредок и ни овозможи во овој прекрасен тематски ден и ние да бидеме дел со своја тема и да објасниме и да покажеме некои новости и нови трендови кои што ние навистина постојано ги следиме. Значи, внесување на чист кислород директно под притисок до самата кожа, односно во клетката. Тој е во формула О3. Чист кислород кој може да се врзи за хемоглобинот, да добиеме оксихемоглобин, а тоа е многу важна компонента, која што е важна за клеточното дишење. Претходно на разговорот краток меѓу вас и мене беше конкретно зошто не покажете личности во стара доба, во доба од 50 и 60 годишна возрастна жена, која, например, не на жена, туку и воопшто на човекот и на мажот, исто така, кои се подвргнал на сиве овие вакви третмани и после тие третмани има позитивни ефекти. Наистина ви благодарам за вашата добра идеја и ќе го направиме тоа така, ќе покажеме буквално кај млади и кај повозрастни после 50 и до 30, да видиме како тоа, значи што се може да се постигне. Колку чини овој третман со кој би се подмладиле 10 години или после 50-та година и да колку време треба да се обновува тој третман. Бидејќи веројатно не може со еден да бидете млади до наредните 10 години. Така е. Може да се вратиме минус 10, но до 10, така е. Што придонесува за организација на вакви настани, каде што можеме да слушнеме за успешните приказни на жените во општеството. Јас ќе зборувам исто на една тема поврзана со важноста на напорешниот изглед, на стилот и на формирањето собствен имидж за жената во современото општество. Знаете, секоја успешна жена постои и маж, нели? Успешен маж. Денеска нешто ќе зборуваме за тоа од каде доаѓа всушност убавината на една жена. Видовме прекрасни третмани, како сето тоа можеме да го направиме да изгледаме убаво, меѓутоа има нешто повеќе што ме прави убави, а тоа е така. Убавина. Отворени сте, позитивни за промени, гледам. И почувствувате како стоите. Многу е важно да ги почувствуваш стабалата на... Можеш и така да разбереш стоиш, ти си таа. Најсторе. Него му се допадна тема. Така, различни малку раменици, колко е убаво, устав тука раменцата ми си различила, тој си. Јас пред, колко беше, не знам, пред 5 месеци ја скрши траката, и тоа голема повреда со операција и верувате излекчи, знаете ли со што? Со галик и со дацилен. Тука што ме знае, да е чисто истина. Значи, телото си сака да си го погадиш. Така, почувствувајте тоа како ти е, малце открени носете, може малце појако. Ние сме жени, ние сакаме забава. Окей, колковите ќе ти требаат за мешање. Така, различни, супер, лупчиња.
Ствари, секоја современа кура треба да се го знае како е. Па нормално, јас сум таа што сум убава жена, нели? Арсен Карамфиловски. Прво Панашко. Така да, имам се.